лична нормално, но беше идеална личност со која што можеме да позборуваме како една личност, звезда, станува модна икона и на некого му представува битен дел од животот како што е Серки. Не ми се верува дека сме во емисија и дека ќе дебатираме за Мадона. Значи, нема да дебатираме, ќе се слушаме. Што ги отрув луѓето на Facebook со фотографии, со спотови и со све, мислам, на некого му смета, слободно може да се извинам или нека ме исклучи или што и да е. Напротив. Меѓутоа, како да ви кажам, значи јас не сум нејзин класичен фан, како што има фанови, значи фан клубови, па ја следат, па ја пратат, па што прави, па како прави. Приказката ќе ја почнеме од почеток, па ќе видиме како ќе оди и како ќе ја скратиме да се надоврземе до денеска. Значи во времето кога почнуваше нејзината кариера некаде 82 година, јас бев на своја 6-7 годишна возраст и тогаш немавме пристап до медиумите, до новините, до бивша Југославија, до што тоа се случува надвор. Еднашка во неделата имаше една емисија, се викаше Кваква топ. И тогаш ни се презентираа нас тука тие сите светски звезди со нивните стилови, кој како музика. Купувавме браво. Така доаѓавме до информации што се случува во тогашниот шоу бизнис. Неколку луѓе беа тогаш на таа сцена кои беа различни, меѓутоа дефинитивно она мене ми запна за око, бидејќи тоа подоцна кај мене створи не само фан, не само нешто што ќе се огледаш или кој ќе те води во некои работи, меѓутоа Мадона за мене представува еден култ, представува една идеологија, една филозофија, да не се изразам глупаво или да не ме свати некој ружно, еден вид на религија, еден вид на учење, заради сите тие работи на кои што она знае да се изрази, ради работите кои што едноставно нема кај нејзе бариери. Можем да кажем дека да. Дали се пронаоѓаше преку Мадона, можеби и ти? Можем да кажем дека мама поздрав, меѓутоа Мадона ме порасна. Тоа се ти на сваков со ваква фризура. Види, се пронаоѓам и се поклопуваме во многу работи, бидејќи имам буквално студирано целата нејзина кариера од биографски аспекти и од други, нели? Меѓутоа, можам и слободно да кажам по друга страна дека ја доживувам апсолутно како моје алтер его. Сега, кој сега тоа нека го свати во позитивно, кој сега нека го свати во негативно, меѓутоа дефинитивно можам да кажам дека она како лик е моето алтер его. Зашто би било негативно? Па затоа што алтер егото некогаш некој го сваќа во негативна конотација. Добро, меѓутоа тоа е личен избор. Да. А во тоа па ми се потврди кога летоска бев во Белград и ја гледав во живо и буквално бев не во првите, него во првиот ред и се симева публика и буквално беше на 30 сантиметри. Знам за твојата фасцинираност тогаш тие денови, не ми се верува луѓе дека видов, дека така, значи ти се оствари сонат. Така да тогаш гледаш, тогаш ми стана све јасно зашто таа жена веќе 30 години постои на таа естрада, дека таа фама не е измислена, него дека вистина тука постои една огромна енергија која буквално руши све пред себе. Тоа е неописиво чувство, слободно можем да кажем, и како шоу, јас не знам што друго би гледал, што би ми импресионирало повеќе. Веројатно тоа би било некоја музика која би била да се слуша, а не да се гледа, зашто тоа е спектакл. Така. Таа е револуционерна во се што прави. Некако е прва, некако баш тоа што рековме, значи не е стереотипна и прави работи кои што шокираат. Дали тебе лично таа те шокира? Дали понекогаш си онака фатен самиот од себе, иако го следиш целиот нејзин живот, што е ова, како дојде сега таа до ова? Бидејќи ми каже како филозофија на свој начин ја доживаш. Не, значи никогаш не ме шокирала, апсолутно можела само да ме воодушеви. Ако не шокира, не е Мадона, така да е тоа обичаено. Значи можела да ме воодушеви на храбриот потек што го направила, на потегот кој многу други го правеле децении подоцна. Значи она била и еден денеска е репер за све. Значи и за музика, и за облекување, и за што и да е. Значи она не се појавува секаде, она оди само каде што треба,
што вистинските звезди нели не одат, не се шлаат, секаде се сокаци. Многу е пробирлива, многу работи на себе и е апсолутно многу паметна. Значи има тука Форбсова листа на психолози и психијатри кои буквално се бават со анализа на нејзиниот мозок, како тоа она успева да го одржи ден денеска и буквално на сите не им е јасно. Да, не може да издефинираат ниту да ја сватат. Не може да дефинираат, веројатно она сама си знае како све тоа со макотрпна работа устари го се постигнува. И јас на некој близо како ме праша како треба да изгледам или што треба да правам, јас само ќе му речам види Мадона. Ама тоа е малку и премногу за кај нас. Види, имаш не у секоја фаза. Значи секој може да си најде нешто што му се допаѓа или што не му се допаѓа. Он е лик кој што го сакаш или не го сакаш, меѓутоа мораш да го почитуваш. Бидејќи дефинитивно луѓето може би не си ги знаат вторите и третите роднини кои им се, меѓутоа знаат кој е Кока-кола и знаат што е Мадона во светот. Секаде во земја. Така да тоа е второто бренд име после Кока-кола, ако не и првото. Оно што го држам во рацете е лимитирано издание, значи ќе ни објасниш подобро што е, меѓутоа изобилува со експлицитни фотографии кои што не можеме да ги прекажаме. Не се завојаваме, да. Може од подалеку. Не. Барем една, или не? Добро. Не верувам, ако можам да најдам нешто дека Сергеј објаснува за што се работи, може и ќе покажам, меѓутоа мислам дека се сите. Тоа е лимитирана издание на книга која се вика Сексбук. Самиот наслов кажува за што станува нели збор. Издадена е 90-та година во многу мал ограничен број на примероци, исклучиво во Америка. Да се купи таа книга се чекало по 24 до 40 часа, бидејќи тоа што се издало тогаш се распродало и тоа е тоа. Така да јас сум горд што сум единствен веројатно во Македонија што го имам ова. Еве може ова нешто што не се гледа, меѓутоа да се има само представа како е воопшто осмислена оваа книга. Тоа е нејзината фаза во која што надига сексуална револуција, во која што буквално сексот за неа не постои никаков зашто има потреба да го прави ова? За да внесе свест кај луѓето дека не треба да имаат никакви сексуални предрасуди. Тоа е направено во форма на љубовни писма, која што она си ги пишува со својот љубовник и си ги раскажува при тоа фантазиите. Значи на почеток на книгата пишува дека е сето тоа дел од нејзината имагинација, дека ништо од тоа не е вистина. Црно-белата само како силуета е многу добра. Ова е убаво да се види. Меѓутоа има внатре на вистина прекрасни фотографии кои што за жал се не со 3x, него со 10x. Да, да. И стварно сум среќен што имам тој примерок, бидејќи ретко кој го може да го поседува. Така. Сега вела дека таа во приватниот живот не е многу среќна. Како една ваква силна жена не успеа себе си да се направи среќна преку својот избор на партнери, знаеме колку е успешна и сето останато. А вела дека е многу чудна, честопати, многу нервозна и гневна. Што мислиш, знаејќи целата нејзина биографија, зошто е тоа така? Она буквално пред неколку дена направи скандал во Сохо на предоскаровската забава на Елтон Џон, каде што беше поканета со целиот светски џет-сет, на чија што забава генерален спонзор беше вотката Греј Гус, која што знаеме дека е врвот во вотките и сите тие работи. Меѓутоа, нејзиното височество како пристигнало, побарало, сакала да пие, дошол келнер, повелете што сакате да се напиете, она барала Белведере водка, што е притоа нејзина омилена. И тука било скандал и рекле како исклучиво служат Греј Гус, дека нема Белведер, и тука летале зборови на Еф. На Еф. Да, менаџерот некако успел ја смирил и сепак се одбрала да отпие мохито, безалкохолен. Дури ни за Мадона не нашле водка. Да, не сакала да се поздрави со никого и си отишла. На толку работа, на толку труд, на толку притисок, мислам дека едноставно некогаш ќе ти пукне, не некогаш, него секогаш. Апсолутно. Тоа го трпиш 30 години, работиш на себе, немаш никаква приватност, папараците те јадат буквално. Во сите биографски книги пишува дека буквално ги газиш со кола папараците, а они не се тргаат.